Почитувани присутни, Република Македонија во текот на вчерашниот ден ги имаше најнерегуларните и најнедемократските избори во историјата на независна Македонија. Никогаш последниве 27 години немало понасилни избори и немало избори со повеќе подкуп, насилство и нерегуларности. Забележани се и документирани огромен број на нерегуларности, индиции за подкуп, закани и уцени, вклучувајќи и уцени од полициски службеници. Уште од рано изутрина беше прекршен изборниот молк, а постојат и сериозни сомневања дека е извршено полнење на кутиите со методот на така наречен бугарски воз во повеќе општини низ државата. ВМРО ДПМН до меѓународните представници, до ОПСЕ и ОДИХР достави видео и фотоматеријали за голем број од забележаните изборни нерегуларности. Поточно станува збор за изборни криминали. Медиумите вчера објавија снимка од која што експлицитно се гледа како активист од СДСМ во Штип дава подкуп на граѓанин, а денес ќе пуштиме инсерт од таа снимка како граѓаните ќе можат да видат како активисти на СДСМ во сред бел ден вршат подкуп. Ако може снимката ве молам. По оваа снимка, МВР и државните институции на СДСМ не реагира и го премолча очигледниот подкуп. Целата полиција, почитувани присутни, беше ставена на располагање на СДСМ. Полициски припадници блиски до СДСМ физички им се закануваа на граѓаните, за кои знаат дека не се гласачи на СДСМ и им забрануваа да излегуваат од својот дом. На луѓето им беше забранувано во 2017 година да излезат од дома. Од општина Бутел имаме видео снимка како припадник на полицијата се заканува на граѓанин во неговиот двор, дома, со закана дека не сме да излезе. Повелете, погледнете таа снимка. Знаете што видовме пред малку? Дома сакаат да ги тепаат луѓето. Дома, на куќен двор, припадник на МВР. Се заканува на човек што има 60, 65, 70 години и му вика не искаче од дома. Што му фали на припадникот на МВР? Ништо. Кога тој се однесува овака, почитуваме присутни, во сред Скопје пред камера, можете да замислите што се случува по помалите градови, што се случува по помалите улици, што се случува по селата и по населбите, каде што нема камери. Дома им се закануваат на луѓето дека ќе ги тепаат.
Здрав, прав човек од 35-40 години се заканува на човек што има 60, 65, 70 години, дека дома ќе го тепа и него и син му. Што му фали? Ништо. Последици? Никакви. Почитувани присутни. Вака функционираше МВР на секаде низ државата. Вака полициски службеници им се закануваа на граѓаните со цел да не излезат да гласат. И оваа појава беше масовна низ цела Македонија. Во Визбегово, во истата општина Бутел, со фотографија е документирано делењето на зејтин, шекер и други материјали до граѓаните од страна на локален лидер на СДСМ за време на изборниот молк и изборниот ден. Значи, зборуваме за носење на товари, материјали, зејтин, шекер, брашно и други материјали, од страна на локален лидер на СДСМ, документирано со фотографија и никому ништо. Пријавено, реакција никаква. Почитувани присутни, вчера видовме и што значи за вработените во државната и јавна администрација кога СДСМ е на власт. Во аудио снимка, објавена во медиумите, слушнавме како таткото на кандидатот за градоначалник на СДСМ се заканува дека во еден ден може да бидат отпуштени над 1100 луѓе од Драчево од работа само ако не гласаат на СДСМ. Почитувани, слушнете оваа снимка која е доказ за тоа каков притисок бил вршен и е вршен врз јавната администрација социјалистите да не гласаат по сопствено убедување, туку за кандидатите на СДСМ. Слушнете ја снимката. Почитувани присутни, во текот на целиот вчерашен ден, значи изминете, претходно, знаете зашто зборуваме тука? За 1100 луѓе. Зборуваме за отпуштање на 1100 луѓе од Драчево. За 1100 луѓе од Драчево нивно отпуштање. Како во транзицијата. Почитувани, во текот на целиот вчерашен ден беше вршен систематски психолошки притисок врз граѓаните со цел втерување на страв за да не излезат и да не гласаат. На само 3 часа пред затворањето на гласачките места беа искршени над 40 надгробни плочи на православните гробишта во село Брњарци, општина Газибаба. Уште еднаш над 40 надгробни плочи на православните гробишта во село Брњарци, општина Газибаба. Сликите се загрижувачки и многу зборуваат за оваа власт. Забележен е и спречен обид за бугарски воз во Чаир, а информации за извршен бугарски воз имаме од повеќе места. Полициските припадници рамо до рамо со партиските активисти на СДСМ вршеа притисок и во Македонска Каменица, во Новаци, во Могила, во Кавадарци, во Штип и во сите општини кои што имаше втор круг. Во Могила и Новаци, почитувани присутни, им беше кажувано на луѓе за кои што се мислеше дека нема да гласаат за СДСМ. Не излегувајте на гласање, од понеделник не доаѓајте на работа. Ако било кој од вашето семејство излезе на гласање, не доаѓајте во понеделник на работа. Тоа им беше кажувано на луѓе вработени во РЕК. Могила и Новаци. Општини во кои што секојаш победило ВМРО ДПМН. Општини во кои што водеше ВМРО ДПМН. Почитувани присутни, ова се само мал дел од нерегуларностите и изборниот криминал кој беше извршен во текот на вчерашниот ден. Сите овие информации беа и се проследени и до меѓународните наблюдувачи, ОПС и ОДХР. За сите овие нерегуларности МВР и државните институции молчат и не реагираат затоа што се под целосна контрола на СДСМ и се извршители на изборниот криминал. Демократијата и правната држава вчера беа погребани во Република Македонија. СДСМ покажа дека нема намера да спроведува фери демократски избори и дека сака целосна контрола
врз институциите за целосен и тотален притисок врз граѓаните. Токму затоа ВМРО ДПМН излезе и излегува со 7 барања кои сметаме дека се неопходен предуслов за враќање на демократијата и владењето на правата во државата. Прво, организирање на предвремени парламентарни избори согласно пржинскиот модел, кои ќе бидат спроведени од техничка влада, на ист начин како што беа организирани парламентарните избори на 11 декември 2016 година. Второ, итна смена на директорот на Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги и избор на директор на оваа значајна институција по предлог на опозицијата. Трето, оставка и разрешување на претседателот на ДИК Александар Чичаковски, враќање на старото законско решение во време на влада на ВМРО ДПМН, кога претседателот на ТИК беше од редовите на СДСМ, само од редовите на опозиција. Сега истото решение, за кое што ВМРО ДПМН имаше демократски капацитет, нека го спроведе и оваа влада што носи под наводници демократија, живот и слобода. Нека го дадат истото она што беше пред 5 години. Бидејќи под плаштот на така наречен независен експерт, всушност се инсталираше личност која што не работеше правично и честно, туку по институции на друг инструкции. Четврто, итна истрага и вештачење со учество на ВМРО ДПМН на уредите за прислушкување на УБК, заради основано сомнение дека полицијата врши прислушкување на најмалку 100 лица од редовите на ВМРО ДПМН. Пето, итно и без пролонгирање завршување на судењето за случајот подкуп, во кој што Зоран Заев на очиглед на целата јавност бара мито во висина на 200.000 евра. Шесто, основање на специјално јавно обвинителство, кое ќе има ингеренции за расчистување со изборните нерегуларности од изборите 2016 година и изборите 2017 година, како и на злоупотреба на целокупниот државен апарат за изборни цели за овие избори. И седмо, ослободување на лицата кои што се во притвор или прекинување на процесите против граѓаните за случувањата на 27 април 2017 година. Пошувани присутни, демократијата ќе се врати, ВМРО ДПМН ќе победи. ВМРО е константа која што трае 124 години, и во добро и во лошо. Ќе победи Република Македонија. Тогаш, овие прекршители на законите, сите оние кои што им се закануваа и ги заплашуваа граѓаните, дека ќе ги тепаат во нивните дворови и во нивните домови, ќе одговараат согласно законите. Тоа е она кое што сакаме да го соопштиме на оваа денешна пресконференција. Повелете дали имате некои прашања во врска со ова. Повелете име и презиме, молам, и медиум и прашањето. Господја Алију, ние после првиот круг поднесовме десетици и десетици приговори до ДИК. ДИК за ниту еден од овие приговори не реагираше. Имаше докази, имаше јасна ситуација и на очиглед на целата јавност ДИК рече како има затворени седници. Внимавајте, пред една година на парламентарните избори цела држава 5 дена поред, недела дена поред, гледаше и анализираше дали подписот на господјата од Гостиварско, нејзин подпис, графолошко вештачење, ќе се повторуваат изборите или нема да се повторуваат. Во Теарце, недела дена се занимававме со тоа, како беше искинат кочанот, дали беше фатено ливчето, односно како беше искинато и така натаму и така натаму. Беа викани сведоци од избирачкиот одбор, жени кои што мораа да доаѓаат тука, кои што мораа да земаат лекови за смирување и да се објаснуваат во врска со тоа, а овие од ДИК да прават цела недела забава за јавноста, повторување на изборите и слично. Пред 2 недели имаме ситуација каде што во кутија се наоѓаат по 2, 3, 5, 10 повеќе ливчиња од што има избирачи. Нема повторување на гласањето. Имаме ситуација каде што ливче од Штип се наоѓа во Карпош, ливче од Карпош во кисела вода, ливче од кисела вода во Кавадарци. Никому ништо. Имаме ситуација каде што човек директно се заканува со отпуштање на 1100 луѓе од Рачево. Никому ништо. Полицијата на еден ден пред избори
приведува во полициска станица Кочани, 10 активисти на ВМРО ДПМН од Чешиново, никому ништо. На цели семејства, на цели села им се забранува да излезат на гласање, велат немојте некој да излезе на гласање во втор круг, затоа што во понеделник не доаѓајте на работа, нема да добиете субвенции, тоа ќе ви се случи, ова ќе ви се случи. Во која дик да веруваме ние? Во дик што ги крие работите? Во дик што неќе за ниедна работа да повтори, да усвои приговор за избирачко место? Во таа дик? Во дик во која што претседателот на ДИК оди на митинзи на СДСМ? Во дик во која што сопругата на генералниот секретар на Државна изборна комисија е на второ место на советничка листа на СДСМ за Скопје, а претходно била советник на СДСМ во аеродром? Во дик во која што генералниот секретар оди во кампот на СДСМ пред владата и кампува? Тоа ли е непартиска дик? Тоа ли е независна дик? Дик во која што 10 пати поголеми нерегуларности од пред година дена, од што беа теарце или гостивара, не беа тоа нерегуларности, вели нема повторување на изборите. А тогаш недела дена цела држава сведочење, гледање, отворени седници. Кај се сега јавните отворени седници на ДИК? Каде е транспарентноста? Каде е дебатата? Каде е слободата? Каде е демократијата? Каде е животот? ДИК е партиска испостава на СДСМ со сепредседателот, генералниот секретар и еден куп луѓе таму. Ние во ДИК не веруваме. ВМРО ДПМН имаше доблест во време на влада на ВМРО ДПМН, во време кога ВМРО имаше 60 пратеници со својата коалиција, со коалиционите партнери 82 луѓе. Председатели на ДИК беа Борис Кондарко во време на ВМРО, пратеник на СДСМ поранешен, Александар Новаковски, член на СДСМ. Председател на ДИК беа и други луѓе кои што беа првенци на СДСМ. Ајде ако има капацитет СДСМ, нека излезе и да има председател на ДИК на предлог на опозицијата. Нема таква работа. Зашто? Затоа што треба да покрија тоа што го гледаме и слушаме. Дома ги тепаат луѓе. Има ли други прашања? Повелете, ве молам име и презиме, медиум и прашањето. Секој градоначалник на ВМРО ДПМН, секој советник на ВМРО ДПМН е избран легално, со гласови и со поддршка од народ. Градоначалниците на СДСМ и советниците на СДСМ се избрани со подкуп и со насилство. Ако некој треба да поднесува оставки, тоа се градоначалниците на СДСМ, тоа се советниците на СДСМ, затоа што тие се оние кои што имаат бенефит од оваа лакрдија која што и се случи на Република Македонија. Внимавајте ситуација, господјо Мрѓа. Изминативе 27 години, никогаш во Македонија, почитувани присутни, немало помалку кандидати на локални избори. Што ви кажува тоа? Дека имаме страф. Имаме ни една страховлада каква што немало во Македонија. После 27 години, да имаме 36 општини, 36 на број, во кои што имаме само 20 кандидати од ВМРО и СДСМ, тоа зборува дека нема демократија во Македонија. Не зборуваме за 1, 2, 3, 5 или 10 или 15 општини. Зборуваме за 36 општини. Никој не се осмелува да се кандидира против СДСМ, нито нивните коалициони партнери внатре. Ние сме имале коалиции, господјо Мрѓа, со наши коалициони партнери, па тие се излегувале со самостоен настап по општините, со самостојни советнички листи. Ние имаме 36 општини, во кои што никој не се осмелил надвор од ВМРО ДПМН да се кандидира против овој режим. 36 општини. Секогаш, почитуваме присутни, анализирајте, погледнете како било порано. Ке најдете огромен број на општини во кои што се кандидирале покрај ВМРО ДПМН и СДСМ помали политички партии. Се кандидирале локални бизнисмени, локални трибуни, се кандидирале синдикални лидери, се кандидирале професори, се кандидирале различни луѓе. Имало 3, 4, 5, 6, 7 кандидати. Сега 36 општини на број. Никој не се осмел. Ние имаме ситуација каде што во еден куп општини само 2 советнички листи се предложени. Нема помали политички партии, нема независни кандидати. Никој не се осмелил името и презимето да се го стави тоа да се кандидира. Значи, ако одиме метрички, со бројки, никогаш во Македонија, 27 години наназад, немало помалце кандидати на локални избори, никогаш немало повеќе изборно насилство. Никогаш. Имаме ли ситуација во Македонија каде што кандидат носител на советничка листа бил убиен
во избори. Нема таква работа. Имаме ли ситуација каде што на лепење плакати актуелен градоначалник е претепан со скршен череп? Што е последицата? Има ли последица за оној кој што го претепа градоначалникот на Шуторизари? Нема, има прекршачна пријава. Скршен череп. Значи, зборуваме за скршен череп. Скршен череп на актуелен градоначалник. На лепење на плакати. Прекршачна пријава. Извинувам, не завршив. Зашто збориме ние тука? Ние имаме ситуација каде што почитуваме присутни вчера. Полицијата трга од сообраќај, член на ВМРО ДПМН кој што има 20-25 години, ја вози баба му на гласање. Баба му има 85 години, не може да оди жената 300 метри. Пали колата, ја носи на гласање. Полиција го застанува и вика, не може да однесеш баба ти на гласање. А во исто време, полициска кола оди од Виница за Штип и носи гласач на СДСМ, не знам, жена која што била во брак, па уште има лична карта од Виница, ја носи од Виница за Штип и од Штип за Виница, исто и за Македонска Каменица, а ваму 300 метра не може внукот да однесе баба му од 85 години на гласање, да запали кола и да однесе, ми велат, не, колата нема да мрдне цел ден. Ние ќе збориме тука за избори. Ја го мрѓа кога бев пред 5 дена во Македонска Каменица. Со години сум во избори, со години сум во кампања. Одиме на пазарот. Пазарен ден беше во Виница. Одиме на пазарот, поздравување од тезга до тезга со луѓе, разговарање и така натаму. Знаете што се случи? Пола сат после тоа доаѓаат тројца од бодибилдингот во Македонска Каменица, вклучувајќи го и братот на кандидатката за градоначалник на Каменица, сега е избрана, и на 10 метра од нас. Знаете која атмосфера беше? Хондурас, Никарагва, Јужно Мексико. Значи, луѓе кои што се прегрнуваа со нас, добар ден, програма, повелете, леток, едно друго, на 10 метра, тројца луѓе од бодибилдинг, со се братот на градоначалничката на Македонска Каменица, залепени до нас, до мене лично, и нашиот кандидат за градоначалник, и пораката е јасна. Немајте да пристапите до луѓето. Што е тоа? Јужна Америка, 70 години, Македонија 1955-та. Се работи на тоа. Да. Сите. Појавете дали има други прашања? Ако нема, ви благодарам што дојавте на оваа пресконференција. Благодарам.